Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска сме во нашето време подготвени за да ви направиме едно убаво кулинарско шоу со многу музика, се разбира и со еден убав специјалитет кој што е навистина брз и можете и вие да си го направите. Додека уживате гледајки на нас, зиркајте во вашиот ручек да не ви загори или пак чекајте не за да го видите нашиот рецепт и да си направите и вие. Се надевам дека сте во добро расположение, ви посакувам многу здравје и на сите наши гледачи ширум светот, се разбира сите оние кои што не гледаат и во други временски интервали, но како и да е, најбитното е што ние заедно си праќаме позитивна енергија. Поздрав и до нашите гледачи во нашата ни убава Македонија. Да си ги поздравиме и пријателите на емисијата, да ги поздравиме ПКБеско. Еден голем поздрав за ПКБеско и да им посакаме пријатна и успешна работа, а на вас, драги мои, добар апетит со убавите вкусови на ПКБеско производите. Поздрав се разбира до сите вас. Знам дека со нетрпение очекувате кој ќе биде нашиот гостин, а јас морам да кажам дека со големо мое задоволство по втор пат во нашата емисија во третата сезона, бидејќи таа ни беше гостинка во првата сезона, но многу од вас, драгите гледачи, бидејќи ја пропуштиле првата сезона, бараа да ни дојде повторно на гости. И ние, се разбира, со големо задоволство си ја поканивме и таа не врати. Јас се радувам што мојата драга дада Виданка никогаш не ме враќа. Добре ми дојде Виданка Ѓорѓевска. Драгче моја. Убавице моја. Добре дојде. Твојата песна, сакам да си мој. Сакам да си мој, повели од оваа страна. Многу радост ми е што еве многу од гледачите ја пропуштиле првата сезона каде што ти правеше една убава пита. Но јас сум само за тоа. Со калото и за нивке има и за тие оръжија. Јас реков овој пат нема да те мачиме со сукало, ќе правиме манџичка. Не ми е мака ич. Убаво ме изгледаш, тоа е небитното. И радост за мене и за гледачите еве да видиш повторно со нас. Благодарам и за гледачите и на одрежија што пак еве ми дадоа шанса да дојдам да се видиме и да се ги поздравам сите од Македонија и од диаспората. Ги имаш многу обожаватели. Значи многу обожаватели, не поминува емисија во која што во коментарите зошто не ја поканите нашата Виданка Ѓорѓевска. Јас велам ќе ја поканиме во третата сезона, ќе ја поканиме. Тука сум. Кога и да ти потребам, што ќе правам? Има време за дома да работам. Ќе правиме компир манџа. Одлучивме со говецко месо овој пат, готов гулаш, но јас ќе барам веднаш песна од тебе за да ни пееш, за да ни врви денот убаво. И ќе видиме која од режијата ни е подготвена. Тенџерчето веќе ќе го поставам, водата да врие и ќе си работиме и пееме. Јас сакам прво. Невесто лична, убава,
ете, една убава песна која што ти, како велат, нешто ја пееш, ја везеш. Навистина убаво. Виданче, народните изворни песни, ти по тоа многу те знаат и сакаат луѓето, но ти ги пееш и модерните подеднакво. И тебе лично, кој повеќе ти се допаѓа? Овие кои што се со зурли тапани? Сите ги сакам да ти кажем, јас сум почнала со тие изворни. Моја мајка Васка Илиева така ми рече, ке те ценат поише, вика, неговија вика што трчај лажи песни, вика. Така ги викаше? Така ги викаше. Тетка Васка, да, интересна беше таа. Интересна, има вистина во тоа. Точно. Има вистина во тоа. Ги сакам сите. Имам ја. Имаат овие изворните песни приказка во себе, затоа и ги сакаат. Сите изворни песни се песнава вистина. кажува. Песнава кажува. Така, вистински приказка. Вистински. Така, добро. Веќе ставивме и морковот, сега и компирите. Правиме манџа за 4 особи, да можат да јадат. Доволно. Овде моите драги тетка Мици и Мира ни излупиле за цела режија. Крумичето можеш да си го подготвиш додека си го правиме муабетот, пола не мора, целото тоа ќе ни оди. Така, еве сега, тука ќе ја подготвиме. Сега ќе пуча солзите, ќе рече плаче за све крвај. Ама ти многу ја чуваше како мајка родена, дури и повеќе. 26 години, ама истата судбина, па и снаиче во моја со мене, 26 години. Заедно си спиеме, само не е друга рич, ич ракиче неќе да се напие. Не сака да те дружи на утро со ракија, така? Абе, чај пие. Па добро Чај сега. пие. И јас сега чај ќе те послушам. Нема ракија, даде. Апа, ја таа магија дома се ја направи со Дајле. Така, што викаш, една за, како велат, како седатив, за мир во куќа. Епа, знаеш што? Јас бидејќи она на работа, и јас викам првата е од мајка. Втората е од куќата, третата од мене, ама ја оставив. Така, ако се пие до крај за сите, нема излегување од дома, нели? Не. Добро. Сега кој ќе се вратам дома? Ручек ќе треба да направам дома, па. Виданче, песната тебе ти е љубов и луѓето ти се љубов. Ти ги сакаш луѓето. Младите пак, еве, исполнувачи на песни, пак премногу те сакаат. Поздрави. Еве, кога влезе веќе во студиото, веќе кажа дека поздрави имаш и од Василија, која што сака да ги пее твоите песни. Анета Молика заедно со тебе имам пееше. спремано. Така. Имам спремано на Василија. Нека ги тие по настрана, ќе ги... За Василија сакаше ти лично напиша нешто? Не да ја дадам песни што знам дека она ќе ги извезе. Дека може да ги... Ќе ги извезе, бре, ќе ги извезе. Точно си има девојчето грло. Ви многу голем другар. Ретко која млада естрадна уметничка така ми се представила да ме гушка и со полно срце со мене зборува. Песни да ја кажам, песни што не се испеани. И тоа за да оживеат. Па и точно ја ги пеам и не знам дали ќе ги пее некој. Многу убаво од твоја страна морам да кажам, затоа што многу пати се себични повозрастните и велат јас ги отпев, нека бидат мој белек. Но еве од тебе несебичноста. И младите нека продолжи песната да живее со младите, но не да ги упропастат, нели? Да си ги пеат како што па еве на пример, ти ги пееш. Ќе ги спомнам у танец, рече си сите пеат. Така. И Елена Андонова ја во душата ја носам прекрасно. Да. Од машките во светот веќе ги знаат Златко Миладиновски и Владко. Така. И беа среќни кога беше и на нивниот концерт заедно да запееш со нив. Еве да ги поздравиме, направија спектакуларен концерт. Вистина ги поздравувам. И ти испеа во живо заедно со нив, навистина беше тоа убаво. Му спревам нешто на Владко
Изненадување? Изненадување, ама додека не му кажам што мислам. Нема, пак ќе треба да се некако кромитчето. За пршката можеме малку да додадеме и додека се вари ова, бидејќи ќе биде погустечка како гулаш, нели? Јас и ти заеднички си правиме јадење, си знаеме да се договараме. Знаеш од кога заедно? Од Виница? Од Виница. Јас дома која ќе ми кажат децата, мамо ме, кај ти се сликите од тетка Виданка кога ти пееше со неа? Бидејќи се селевме со куќата, градеа моите родители нов дом и не знаеме каде се албумите. Во кој дом се дадени, бидејќи многу од нашиот мебел беше раздаден по комши. И така да дел од албумите и ги нема. Таму каде што јас те држам за фустанот и пеам сакам да си толку вака стоиш, а тогаш се носеше само макси фустани и стоиш до мене. Кој дете војчево, кој не застанала? Драгче пее со мене, сакам да си мој. Ама и секоја вечер ми беше таму. Редовно, затоа што, нели, како што велам јас, во срцето те носиме и мојата покојна мајка многу те сакаше. И сакав да ми бидеш кума. На свадбата, но се деси трагедијата со Ване. И тогаш не може. Само 7 дена имаше, нема шанс. И златна наша Петранка дојде да биде јас и она, посочив... бидејќи двете бевте. Да, освен Петранка... Кума и старосватица. Да. Така беше планот. И таа си отиде. И таа си отиде и ни не достига многу. Ни не достига. Можеш да си ги измиш раците. И како глас, и како другар... личност, точно. Да. Еве, јас морам да кажам, да си ги пофалам дечињата, кумчињата млади, бидејќи се деца кои што не само и снашката, Наташа, која што редовно постира песни од Петранка Костадинова. Значи тоа сепак е љубов. Да, ја има на Facebook. Постојано поставува фотографии и постојано поставува песни во сеќавање на... Со нејзе сум имала 3-4 турнеи во Австралија и јас знам Петранка која била и што била и многу се сакавте. Ја сакаше многу е сакаше. Ова ти е чајче за тебе, можеш да се напиеш. А како ја пееш ти таа? Ајде, мажов, да се напием, како беше? Ајде, баш ме подсети сега. Штом те видов се заљубив, по тебе памет изгубив. Штом те видов се заљубив, по тебе памет изгубив. Дај мажу да се напијам, јадови да заборавам, па да видиш мажу како е, жена кога ке се напие, море дај чаша да се напијам, јадови да заборавам, па да видиш мажу како е, жена кога ке се напие. Кога ќе се напие, крши ли чаши жена? Јас не кршам. Зуби не правам. Ова е чајчето за тебе. Ете така. И јас ќе повлечам, сега режијата ќе ни пушти песна. И кромидот ќе го повлечам за да не ти љути под очите. Ете така. Čaša da se napijam,
страшно. Тоа е ептен страшно жена која ќе се најде. Мажите пиеле, а жените? Па и жените пијат. Како не пијат? И жените пијат, и мажите пијат, но нека биде со мерка. Ете, така е најдобро, нели, да биде сето тоа. Го изгубиле? Ја изгубиле мерката. Ја нема, нели? Ја нема. Таа чаша за мерилка ја нема. Виданче, додадовме и гулашот. Јас веќе додека ти пееше, ги додадов. Значи, компирите и гулашот заедно да ни провријат уште малку. Макдоносот за крај малку ќе исецкаме, но јас чекам уште малку да ни зоврие, па да ја направиме и запршката, она старинска запршка ќе правиме, нели? Старинска запршка ќе направиме со масло, малку кромиче, малку брашненце и црвен пипер. Додадов малку зачин, биберче. Кажуве ти што си ставаш се, за да не пропуштам нешто. Ја многу нешта ставам. Знаеш што тогаш ти... Да, твоите миксови ги имаш ти еден куп миксови на зачини. На теглата сум се ги запишала. Уште имам... Како нашите, еве, тука. Сите ги имаме. И убаво е што... Чубрица обавезно. Употребувам ноктец обавезно. Многу убаво. Тоа во шарената сол го имаме. Се комплетно. Многу убаво. Да, еве и сега ќе додадеме едно лажече. Пошто ти си го сакаш. Не, па јас си купив. Имам дома. Не, овде да додадеме во самата... На крајот. Тоа од кога се на крајот се додава. Добро, еве. Како ти викам, јас ке те слушам, даде, повозрасна си. Бидејќи ми рече дека сакаш да отпееш една изворна песна во живо. Ајде да видам за која се подготви ти да ја отпееш. Обично ти ја бараат многу мерак имам бабо. Или ти друга сега смисли? Ја тешка песна сакаш да испеам? Како сакаш ти твоја желба? Која ти ке си ја сакаш таа? Ајде сонце зајде меѓу две планини на немори. Ајде сонце зајде меѓу две планини. Ајде во планини два до рана не мори, ајде по чадори. Болно моме лежи. Браво. Ова песна е навистина убава и ретко кој може вака да ја отпее и да сум бистра вода. Јас мислам дека 3 до 4 луѓе може да ги отпеат овие две песни така како што ти реков. Да. Елена Андонова од браќава Владко. Така. Има повеќе. И орце мој знае да ги пее тие ептен. Заедно кога пеете ѕвоните. Па нешто ми се јави он за некоја песна, ама изгледа заборја дека ми се јави, чекам да ми се јави и го нема. После ја отидов аут, заспав. Баравме песна која што ќе ти изненадиме од твојот репертоар, песна која што ти одамна имаш отпеано, каде што твоето грло звони и затоа тој имаше задача од мене да најде песна која што ти ја пееш многу убаво. Со народните инструменти. Ете така. Тамбури, гајди, кавали. Се тоа што ние сакаме и обожуваме. Сите тамбураши стари ги затеков од тие. Рече си нема ни еден жив, само јас сум жива. Па Господ ти дал да си пееш. Ти како ќе си ги спомнувам. Да, па точно. Тоа се колеги кои што заеднички вие си... Па ги затеков Мамер, Мефо, така. Блаже и повеќе. И повеќе имаше
народните инструменти, оркестар Чичко Пеца Атанасовски. За жал веќе како таков оркестар не постои, но благодарение на на Стефче Стојковски, народните инструменти и неговиот ансамбл ни ја држат традицијата. Тоа е навистина добро. И они млад некој состав Плетенка ли се вика, ги гледав на телевизија. Ала нека им е што има уште млад кадар што ги сака тие песни. Може да ги пеат. Па порано беше може и потешко да влезеш у македонска телевизија да пееш, ама сега има кој знае колку студија. Ова тука ни врие, јас сега ќе го побарам рецептот на денот, а потоа имаш уште една задача, да направиме запрашка и да ни пееш. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Компир манџа, 3 до 4 компири, една конзерва говедски гулаш, една главица кромит, 2 лажици доматно пире, 1 рендан морков, 2 ливчиња ловоров лист, 2 до 3 лажици брашно, малку магданос, масло, сол, бибер и други зачини по избор. Еве сега јас, бидејќи Виданче погледни, веќе готови се, веќе. Еве, додека ја правиме и за пршката, тука ќе додадеме да го укучаме и ова. Ете така, тавчето мало, ќе додадеме масло. Со лажичката можеше, добро. Да додадеме. Ете така, добро. Ќе ја додадеме. Колеги, бараме песна. Бараме онаа која што ја баравме јас и мојот сопруг, за да биде песна изненадување. Ете, ова песна те посети, таа многу одамна снимана. Многу одамна, навистина многу одамна. Ова каде? Во манџата можеме директно. Добро. Ајде. Ајде така. Браво, мајсторе. Ситно, ситно и сецкано. Браво, браво, браво. Ја како дома што си друго? Па точно како дома. Тоа е суштината на емисијата, да ја направиме како што е дома, како се снаоѓаат нашите личности, естрадни и јавни личности во кујна. Ете, браво. Па почнав ја запрашка сега да правам ич брашно да направам. Сега додадовме само едно лажиче, заради тоа што сепак компир манџата да не е многу бистра, како велиме, а иначе сите веќе одвојуваме да биде без. Наводно било штетно. Мене ми е киселини стварало, велат. Ајде, киселини правело. Заради тоа многу се одбегнува. Браво. Ете така.
Одлично. Имаме уште малку време таман за да ја завршиме. Ножот И да ни чисто е. ова е буковка, ќе додадеме црвен пипер. Се е чисто, се е подготвено. Нане ке му туриш. Сакаш и нане? Добро. И нане. Добро. Кажувај, рецептот е твој. Нане. Не. Таа солта. Додадов малку 2 ливчиња ловоров лист. А сакаш и од црвената, оваа шарената сол. Твојата омилена. Добро. Ете ќе додадеме. Уште малку тука да не... Како велиме да ни сврчне зејтинот. Така нели по-старински. Да не правиш арчови, помалку зејтин. Помалку, не прави арчови, а? Арчови. Вика. Така е. Кажи ми како е да се биде свекрва. Тешко или бидејќи вака свекрвите кажуваат колку повеќе, колку помалку. Ти си либерте. Ние се договараме со снаата. Така. Еднаш она готви, а може да се договориме и готово да се купи. Да, па 2 жени По сега со на договор, секој ќош има готова храна. готова храна. Така. Кој ќе израчунаш колку струја, колку вака, И колку плюс така. време. И нема да си наоѓате мана Кога дали ќе ги беше гледаме добро. филмоите после. Ќе видиш како Му ќе мириса дотураш сега. малку вака? Му дотураш малку за тавчето? Да, обавезно. По-старински, јас по-старински, Обавезно, нели вака. обавезно. Вака. Обавезно. Да биде тавчето средено, а за пршката убава. Ете ни се погоди. Драгче, исто како мене го прави. Па како тебе. Исто мора да биде, Како да нели? сум те родила. Па и така си личиме ние двете. Добро, еве сега само да ни малку зоврие и готова е нашата компир манџа. Можам овде да ја исклучам веќе рерната. Знаеш што? Сакаш Може ли и нешто? куркумче малку. Малку? Да Сака? Сосема малку, да. Опа. Тоа е здраво. Здраво Ајде, куркума. ете малку. Се е според твојата рецепта. Јас дома не ја додавам, но нешто ми е шишенцето заглавено. Добро, една лажица Не, плюс. ништо, нема зијанот. Она добива уште поголем вкус. Да. Имам луѓе кои што многу сакаат куркума, зачини, затоа Јас што... во се ставам. Па убава, Бидејќи вкусот е јас посебен. благо не знам да правам. 1000 лаги ќе измислам да избегам ако ми рече некој благо да правам. Добро, Снами. повлечи се ова вака. Снами може све да прави, и да тегне, и да сука, све знае. Мислам дека нема да ми е топло. Ајде да пробам. Еве, манџата. Опа. Нашата компир манџа бидна. Ај сега да видиш помириса. Сега знам, се осеќа и вака. Сакам да ти додадам тањирче за да сипнеш, за да видат гледачите дека готова ни е. Ајде. Ето така. Бидејќи сме на самиот крај. Нашата компир манџа бидна. Како ве стави повеќе мевце. Не. Така велат Леле, мажите. што убаво мириса, драгче, Мириса и немаш убаво поим. изгледа и по вкус. И вие по да мир. помирисате. Вие дури у режија ви каде кај мириса. Сега ќе добие сите кутлача има тука, тањири, се си имаме, може да пробаат. Добро. Многу убаво Одлично. мириса. Немаш поема колку убаво Одлично. мириса. Добро. Многу убаво Значи, нашиот рецепт на денот. Виданче беше супер гостин, не расположи, иако не многу си за да гостуваш, но за мене не ме одби, ти благодарам од се срце. Не можам никогаш да те одбијам, затоа што се знаеме Многу години. Многу години. Тоа е многу. ПКБ-ско доделуваат подарок за тебе. Дома со снеичката да се почастите. И уште еднаш ти благодарам што ми беше гостинка. Молам, и пак ќе бидам кој ќе ме викне само тога да сукам да правам нешто. Ајде, ќе ни сукаш. Да се валкам, да имат Ќе ни луѓе што сукаш да јадат, повторно. не само да ме гледаат. Ќе правиме за Великден зелник. Ајде, тогаш обавезно. И ќе ја пееш многу мерак имам баба Мори. Тука сме на самиот крај, драги мои пријатели, на ова наша емисија. Виденка Ѓоргиевска ни направи убаво шоу денеска, музичко, кулинарско. Се надевам дека ви бевме интересни. Преостанува да ви кажам ве сакам.